Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Јас сум Љупчо Златев, а вие следите уште едно издание на Утринско еспресо на Радио Лидер. Ова утро копилот во студиото ми е Драган Милосављевиќ. Добро утро, Драган. Добро утро, Златев. Добро утро на сите следачи, слушатели, гледачи, добронамерници, а и тие што не се. Ај тие што не се, тие не се најдраги кога не слушаат. Драган вистински и политички и фактички земјотрес синоќе во Македонија. Да. Ме разбуди мене во ниједно време. Груби најави повлекување од јавниот живот, од како беше ставен на црната листа на Соединетите Американски држави поради корупција. Тоа беше проследено со земјотрес кој ноќеска во 1 часот и 40 и некоја минута го затресе Скопје. Колку степени беше земјотресот, не видов? Не видов ни јас, да бидам искрен, доволно за да ме разбуди. Значи и опасно било. И мене ме разбуди, вистина е. Иако за среќа без последици, мислам дека и заменувањето на Артан Груби од сцената исто така ќе помине без последици. Ако сме реални, тој е исчезнат од политичката сцена веќе подолго време. Се појави апанса што се вели сега за овие протести со шаторите. И некого немаше, се шулти некоја изјава од Артан Груби во последниве месеци како се смени власта, негде нешто. Сепак беше своевидна сива еминенција, но неговото повлекување за нас не е толку потрес. Сега да видиме колку ќе биде потрес за него, затоа што најавено е дека ќе има истрага врз база на обвиненијата од Соединетите Американски. Обвинителството се пофали дека ќе отвори истрага врз база на допрен глас, така се вика. Тоа просто неверојатно дека тие имаат намера да работат. Добре. Васко Ковачевски се уште е во бегство. Со македонски пасош се уште е, иако некои тврдат дека земал српски. Некои тврдат дека станал апатрид. Апатрид, да. Односно дека нема никаков пасош. Другиот обвинет вчера беше осомничен. Не во притвор, Стефанов. Васко Стефанов, чевларот од Неготино. Навистина ли е чевлар? Да, порано чевлар беше, има мене праено чевли. Навистина? Да. Значи, меѓу време успеа се проби. Како да ти објаснам? Тоа беше многу интересно во таа групација. Тој беше чевлар, а имаше еден директор во ТЕЦ Неготино на висока директорска позиција кој во Неготино беше келнер. Ми има едно 200 пати еспресо донесено. Добро, ова е доказ дека човек може да трне од најниските ешалони и да се издигле. СДСМ е секогаш партија која давала шанса на работничката класа. Значи ги исполнува условите. Да. Како левичарска партија, тоа има веројатно дел од идеологијата. Точно, се согласувам целосно со ова. Луѓето си успеале, сега што изгледа дека во меѓувреме малку им работеле рачињата, малку повеќе. Но сепак на крајот од денот одговорноста е кај новата власт, која треба да покаже ефикасност во спроведувањето на овие случаи, затоа што граѓаните очекуваат одговорност за сите оние кои се огрешиле пред законот и секое неделување на институциите нема да се одрази ниту на СДСМ, иако е матична партија на овие луѓе, туку ќе се одрази на актуелната власт. Како што претходно беше во случајот со СДСМ. Така е, меѓутоа очигледно е дека актуелната власт инсистира на процедури, инсистира на закони, на правила. Може би кај дел од јавноста тоа ќе ги чини, затоа што луѓето сакаат веднаш и одма. Еве ја да дам една критика. Во РТС-то тоа е инсистирање, ама Бојан Јовановски кој треба да е во затвор, дели станови, giveaway, прави, снима спотови и песни, а излезен од затвор со образложение дека е болен. Јас се ми е јасно, знам дека тој имаше еден подкаст во кој му заби нож во грб на СДСМ и се е тоа во ред, но Ама извини, осудено лице, не можам да го гледам како прави giveaway на станови, на автомобили. Некои тврдат дека воопшто и не дели станови. Не го видовме срекниот добитник на становите кои ги дели Боки. Да бидам вака искрен.
Но тоа ќе го оставиме за некоја друга прилика. Драган, те молам да ја представиш нашата гостинка од ова утро, затоа што ова утро имаме навистина важна тема. Така е, ќе зборуваме главно за еколошки проблеми. Гостинка ни Јана Лашковска, заменик министер за заштита на животна средина, заменик министер за животна средина и просторно планирање. И просторно планирање, народски кажано за екологија. Па добро, не, екологијата е малку пошироко од овие две дејности. Да, меѓутоа народски така се вели, заменик министерката за екологија. Навистина ни е мило што сте со нас сутринава. Важно е затоа што буквално пред 2 дена имавме протести во Скопје. Токму така, Лашковска. Неколку стотици граѓани минатата недела во Скопје протестираа против загадувањето на воздухот, водени од Драган О2. Не знам, од О2, така. О2 иницијативата. Да, О2. Која е представена и во Советот на град Скопје. На протестите граѓаните побараа почист воздух за скопјани и велат дека им е преку глава од ветувањата на политичарите кои секоја година ветуваат дека ќе го решат проблемот, но со години тој не се решава. Дали ги слушнавте пораките од протестот? Почнаа кај вас пред министерство, нели? Да. Нормално. И очекувано. И така треба да е. Да. Добро, прво добро утро и до вас и до сите кои што ја следат утринската програма на Радио Лидер. И почнуваме со една тема која што е актуелна не само во Македонија, туку и би рекла во целиот свет. Посебно во овие периоди од годината, загадениот воздух е проблем со кој што се соочуваат дури најразвиените држави во светот. Голем проблем кај нас во државата со кој што се соочуваме секоја година. Ние еве како актуелна власт, која што сме неколку месеци, се соочуваме како и претходно со овој проблем кој што е реален проблем, не можеме и не смееме да бегаме, заради тоа што тоа е проблем на секој човек во нашата држава. И сигурно дека уште пред неколку месеци пред да започне загадувањето, ние веќе започнавме со работа и со припреми на тоа што треба да го работиме во овој и во наредниот период, односно во зимските месеци. Во рамки на Министерството формиравме една работна група која што направи еден акционен план, кој што подоцна Министерството го предложи до владата и е донесен акцијски план, краткорочен акцијски план со краткорочни мерки, меѓутоа и една предлог уредба или наредба која што би се носела во алармантни случаи со одлука на влада. Јас во текот на разговоров сакам и да ги споменам и мерките кои што ги донесовме. Морам тука да потенцирам дека овие мерки ги донесовме и ќе треба да ги спроведуваме заедно и со други институции во државата. Имавме соработка со Министерство за внатрешни работи, но и со општините како во градот Скопје, така и со општините во Република Македонија, кои што ќе мора да ни помогнат во решавањето на овој проблем, заради тоа што истражувања кои што во периодот наназад, неколку месеци наназад, Министерството ги правеше заедно со UNDP, со Европската Унија, покажаа дека главен загадувач и главна причина за загадувањето е загревањето во државата и ова сега вака може ќе ви звучи малку загревањето, односно затоплувањето, начинот на кој граѓаните се греат. Така. И уште една друг работа што истражувањето го покажа, а сигурно ќе се согласите со мене, барем јас во последниве години го забележувам, еве во делот од каде што јас доаѓам, дека миењето на улици кој што е обврска на комуналните претпријатија на општините е поретко. Да, и тоа е една од препораките кои што ги даваме и истражувањата покажаа дека мора и тоа да се случува за да се намалува загадувањето. Своевремено оние фамозни цистерни вртеа нон-стоп. Ете така. Добро, Митко Јанчев во Кавадарци пред некоја година ја прскаше станицата за мерење на загадувањето и на таков начин го намалуваше во загадувањето во Кавадарци. Тоа е еден прилично било така и Кавадарци е вака место, апсолутно, да. Иновативен пристап кон решавање на проблемот. Ова е многу важно, бидејќи го кажувате од позиција на заменик министерка.
Вие велите дека сите истражувања покажуваат дека затоплувањето на домовите се е битно на објектите е всушност главниот причинител за загадување, затоа што постои една фама во јавноста дека не е тоа причината, туку главно се автомобилите и големите индустријски Токму комбинати. тоа е Драган, тука власта се соочува практично со граѓаните. Од една страна ви излегуваат на протести и бараат почист воздух, но доколку утре владата донесе закон со кој практично ќе забрани грејење на дрва во урбани средини, тогаш кој знае какви протести ќе имате. Златев, тоа не можеме ни да го донесеме заради тоа што имаме во предвид и економската состојба во државата и економската состојба на граѓаните во Република Македонија и Во превод нема што да се прави околу тоа, барем овој период. Тоа е тоа, дрва имаме, ќе трошиме. сигурно размислуваме за сменување на начинот на загревање на домовите, меѓутоа не е тоа нешто што може да го решиме во Преку ноќ, неколку апсолутно, месеци. да. И доколку тоа започне да се прави, сигурно ќе мора да се прави со поддршка на владата. Заради тоа и председателот најави пред можеби еден месец нашето размислување за отворање на централи, Да. когенеративни централи, кои што би производувале струја и газ за затоплување на домаќинствата. Меѓутоа, тоа е еден подолгорочен процес кој што би одел во неколку наредни заменик години. министерке, тоа се Ама- извинувам што ја влегувам, тоа е поентата. Значи, тоа се одлични проекти. Не е сомнено, меѓутоа за нив треба време. Така е. А Заради луѓето тоа, сакаат веднаш и сега. Така. И тука се наоѓаме во таа некоја дискрепанца на можности и желби. Така е, веднаш и сега мора да сме искрени, реални, веднаш и сега не може да се реши проблемот, меѓутоа може да се намали проблемот. Токму заради тоа и ги донесовме овие мерки кои што веќе се стапени во сила и штом PM частичките се повисоки, веќе се започнува со нивна контрола и реализација. Дайте ни примери еве тие. Јас би сакал еве да запомнам неколку, како што спомна Златев дека големи загадувачи се и возилата во државата. Да, Таа е возилата една вистина со која што се Не соочуваме. знаете како, Заради не тоа- дека се возилата, туку се оние возила кои се постари и оние возила кои се технички неисправни. Неисправни. Вие, например, доколку возите било каков бензинец произведен 2015, 17 и така натаму, вие не загадувате. Тие сите имаат еколошки стандарди. Да, но колку луѓе во вашиот Македонија дизел може да го Golf водат, четворка од 2001 година загадува. Знаете? Да, ама тоа е реалноста. Ама во Голф 4 нашата имаат многу држава. минат проблемот. Да, Да. тоа е реалноста во нашата држава, меѓутоа секако дека акцискиот план во овој период првата мерка која што е токму контрола на возилата. И без разлика кој што вози, како вози, контролата на возилата ќе се Како прави, ќе мора да водите се прави. таа контрола? Таа контрола веќе започна да ја работат, ја работиме заедно со Министерството за внатрешни работи, вонредни контроли на возила со цел утврдување на техничка исправност, мерење на испусните гасови и така натаму. Потоа со воведување на посебен режим за сообраќај на тешки товарни возила. Тоа е нешто што се практикуваше и во минатото, забрана на дотурна стока и транспорт за градежни машини, нормално намалување на употребата на службените возила кои што се возат, ослободување сега кога ќе биде алармантна состојбата на PM частичките, тогаш се преминува кон другите мерки, односно кон мерката ослободување на работни од работни обврски на ранливи групи, на трудници, реорганизација на на постари, работно време и така болни. натаму, намалување на капацитетите на инсталациите со интегрирана еколошка дозвола. Морам да кажам дека интегрирана еколошка дозвола издава само Министерството за животна средина и просторно планирање и ние тука нив можеме да ги контролираме. Исто така се воведуваат и вонредни контроли на инсталации, меѓутоа и на оние кои што имаат Б интегрирана дозвола. Сакам да кажам, во дел од медиумите беше проследено како информација која што ја пушти Инспекторатот за животна средина, Министерство за животна средина и Инспекторатот веќе 2 викенди наназад почна вонредни инспекцијски надзори на оние инсталации кои што користат интегрирани дозволи. И од разговорот кој што го имавме,
е дека главно тие ги исполнуваат условите кои што им се пропишани. Односно, они кои што велиме дека се најголеми загадувачи, дури кај некои 2 пати со ред ненајавени се прават контроли, се гледа дека вложили ги исполнуваат условите кои што законски им се наметнати. Она што се гледа како проблем е, што не обрнуваме големо внимание, е загадувањето кое што го прават објектите кои што имаат Б интегрирани дозволи. А тоа се помали објекти и Б интегрирани дозволи ги издаваат општините. И контролата на нив ја вршат општините. За да врши државниот инспекторат треба да се обратат, меѓутоа главно поголемите општини во државата имаат инспектори за животна средина и можат да ја вршат таа контрола. Меѓутоа зашто е направена воопшто ваква подолба, не ми е јасно. Зашто не е се под министерството? Сега може би ова не е прашање за вас, меѓутоа чисто логично. Зошто не е се, зошто за овие помали загадувачи, да речеме, тие Б интегрирани дозволи треба да ги дава и потоа да врши инспекција општината, а не министерството. Мислам, заради тоа што, Драган, во држава имаме процес на децентрализација и дел од обврските премина на локално ниво и ова е воведено некаде уште од 2008 би рекла година, 2009 година. Овие дозволи, па скоро во сите општини во секторот урбанизам имам посебно оделение и вработени кои што се задолжени само за еколошки Б интегрирани. Но вака вас ви ги врзува рацете, претпоставам. Па не баш. Не баш, заради тоа што секој треба да се врши својата работа и да се игра својата улога во општеството, заради тоа што не може само министерството или владата да се справи со овој проблем ако ние немаме соработката со локалните самоуправи и со граѓаните. За тоа ќе се согласам целосно, меѓутоа го имате сега град Скопје како клучна општина, како да наречам град во Македонија, и таму имате градоначалник и нејзина администрација која што едноставно не покажува интерес. Не знали во случајов е така, ама за најголем дел од работите не покажува интерес. И вие што ќе направите? Тука не може ништо направите. Па сега, дека е така, неколку месеци сум назад веќе во министерството. Тоа е очигледно. Да, и како министерство имаме проблем, ќе речам, прво и основно во комуникацијата за некои проекти кои што ги спроведуваме заедно, односно финансира Министерството за животна средина, меѓутоа не можеш да спроведеш нешто ако немаш соработката од локалната власт и факт е дека наистина се соочуваме ние со проблеми. Министерството за животна средина и просторно планирање има добиено проект од Европската унија и се извинувам сега на вистина што ја прекинувам, но мора да го следиме гласот на народот. Граѓаните велат: дечки, бре, каков голф четворка, какво грејење. Ново Лисичи аеродром се гушат од горење отпад на илегални депонии уште од август. Дама во август немаше 150 PM10 честички во Скопје. Нема ни збор, ни за надзор, ни МВР, ни никој не заврши работа. Еве велат слушателите. Дека наводно имало диви депонии и дека наводно индустрија. Добро, се разбира дека тука се асоцира на вардариште. Диви депонии веќе имаме, што се вели во држава на секој чекор. Да. И ова асоциација е на вардариште. Предпоставувам. Да, нема проблем. Сигурно инаку некоја конкретна информација или барање до министерството нема стигнато конкретно за ова. Може би до инспекторатот има. Но истражувањата се јасни дека грејењето е главен загадувач, така? Значи нема тука дилема, нема тука некоја добро, ама сега не може да не е до оправдување дека овие што горат депонии се чисти, тоа е видливо. Јас живеам тука, знам што е ова. Вардариште особено ја го исто го чувствувам како и ти. Не ми јасно како не сака да другата страна како не е најден начин да се реши тој проблем, ќе зборуваме за депониите. Но ајде само Златев да кажеш, молим те. Може за тој проблем кратко да искоментирам. Да, се разбира. Значи јас не сум од Скопје, меѓутоа кога дојдов на оваа функција и позиција, дојдоа луѓе кои што ми го кажаа проблемот, не дека го нема вслушано, меѓутоа еве како што вие велите, секојдневно го живеам проблемот. Веднаш разговарав со инспекторатот, повторно ќе нагласам, значи инспекторатот е посебен правен субјект во државата, меѓутоа ние мора да имаме соработка.
се правени милион контроли, милион контроли заедно со Министерство за внатрешни работи и од луѓето кои што палат таму се применува такво насилство врз инспекторите што во моментот се решава и утре се продолжува пак, меѓутоа дури и физичко насилство е применето. Тој јас сум го слушнал и мене не ми е сватливо што треба да им пуштиме војска на тие луѓе. Не без специјалци им пушташ, ги рокаат од. Значи јас сум го слушнал ова што кажува проблемот со Македонија е што оваа држава премногу се грижи за човековите права. Значи не, наискрен да бидам. Кога ќе затекнеш некој како прави такво дејство, било како. Има го уништува животот на цели населби. Значи ти го фаќаш, го дробиш у комбе, го судиш, у притвор го ставаш и иду затвор. Тоа е тоа. Па потоа Па потоа излегуваат овие. Во портокалов комбилизон као ИСИС. За екотероризам го обвинуваш, се извинувам. Мислам дека за жал не може така, за жал, меѓутоа мора да има начин. Јас сум го слушнал ова, дека буквално тие луѓе тамо силеџиски се однесуваат, дека ги напаѓаат инспекторите, дека тамо треба веројатно со специјални сили да се влегува. Еве велат со сателите. Дури и полицајците ги напаѓаат. Дури и полицајците, не знам каква мафија е тоа таму. Се греат на што стигнат луѓето, вели еден слушател. Зошто можеш ли само да одговориш на едно прашање 4-5 пати вака ми помине, бидејќи многу коментари има. Каков е тој джип ти што го возиш најнов, што луѓето се исплашиле дека ти е лесно на тебе? Значи, ја немам джип, имам SUV 4x4 Ford Kuga од 2010 или 11, појма немам која година ми е. Ти си загадувач, значи да, дизел е. Бидејќи лесно ти било тебе. Дизел е, загадувач сум. Значи главниот критичар денес. Значи да. И доколку бидат спроведени еколошките стандарди кои јас ги барам секое утро, а тоа е забрана да се возат дизел возило у Скопје, тоа ќе биде начин како ја да ја продам мојата кола и да си купам нова. Иначе од дома не ми даваат. Ја еколошките стандарди ќе треба на лизинг да земам нова кола, но да, еве, јас сум загадувач и немам нов джип, значи немам толку многу пари за нов джип, али на лизинг може ќе земам некоја ново така бензинче што не загадува многу доколку се имплементираат еколошките стандарди кои ја ги барам. Така е. 1 километар над Дуси е доделена е концесија за ископ на лапорец од цементарница и цела година се крева прав кој нонстоп ги труи кисела вода и аеродром. Ова се овие разговори, мислам ова е на коментар на Ташко Јовчевски, не е важно името. Меѓутоа ова постојано се повторува. Секој што живее во близина на цементарница има некое вакво тврдење, секој што живее во близина на железара има тврдење дека. Да, зошто сите мислат дека не конкретно сега ова за концесија, не можам да дадам одговор во моментов година уназад вели човекот дека се работи и дадена концесија, јас навистина не знам. Не, на самиот пример не е толку битен колку што е битно дека дали е навистина крупната индустрија е главен загадувач, затоа што ние постојано тоа го слушаме. Усија работи цела година, зимно време сите викаме, сите викаат Усија загадува. Не баре у јуни не работи. Никој не им верува дека нивните оџаци се заштитени, дека има ставено. Усија работи у јуни, и у август, и у септември. Не може у септември да не загадува, у октомври, ноември, декември да загадува. Добро, но јасно е, големи се и сите веруваат дека се со секоја власт поврзани. Истото важи и за железара. Тоа е веќе расширено како мислење и тешко се побива мислењето кое што веќе е расширено. Меѓутоа и Министерството врши редовни контроли заради тоа што Министерството ги издава дозволите за работа токму на овие компании кои што вие ги спомнавте и инспекторатот и од она што се гледа на терен е дека навистина луѓето фирмите имаат вложено во заштита на оџаците, заштита на животната средина и се она што законски е пропишано и мора да го имаат и тоа што се бара. Да. Сега на моменти дали имаат или немаат загадување, јас не можам да вие треба постојано да ги следите, може би тоа не апсолутно нешто се расипува, не можем дури минатава недела еве има случај ми велат па кога ќе појде инспекцијата вика ги вклучуваат после ги вклучуваат да не работат. Ете, на пример еден. Тоа е нашата логика дека кај нас луѓето не знаете, ние нормално колку пари ви дадоа, колку милиони поделивте. Ние имаме една психологија во Македонија, психологијата се вика држте лопова, односно секој е крив освен јас. Еве јас ќе ја прекршам да моето дизел возило загадува. И дизел возилата треба да се стопира нивно влегување во Скопје. Да,
тие во Кавадарци моите се греат на дрва, тоа загадува. Треба да биде забрането грејење на дрва. Ја размислувам повеќе. Значи не си ти само штетник, цела фамилија сте штетници. Апсолутно. А сега вие погледнете се во огледало и видите колку вашите фамилии се штетни. Нема да се согласам со вас и не смееме да дозволиме забранување на грејење на дрва, заради тоа што повторно ќе речам, економската состојба на граѓаните во државата е таква каква што е во моментов. Доколку го менуваме тоа, секако дека тоа мора да биде со поддршка на владата, а да му наметнеш нешто на граѓанинот за кое што не е во можност да го исполни, заради тоа што повторно ќе речам, економската ситуација на голем број граѓани во државата е навистина тешка. Добро, гасификацијата е секако Не, решение. добра, зошто мислите дека е толку ефтино да се греете на дрва? Еве сега ќе ви кажам. За да купите вие една куќа да загреете, вас ви требаат годишно да набавите дрва од ЈП Македонски шуми, околу 1000 евра е нели целата инвестиција во дрва. Едино нели ако не крадете дрва или ако не се греете на паркети и верици. Тука Ама до вие значи, тука- Ако вие тоа кошта од прилика колку вие да имате најнов инвертер системи, овие месеци да го така, користите. вие не го земате тука во предвид фактот што има потреба и од промена на грејното тело. Значи и тоа кошта. Јас лично сметам дека проблемот ќе се реши само со гасификација. Работиме и на тоа како влада и се надевам дека за брзо време од сега ќе излеземе во јавност со некои конкретни, ајде да речам, резултати или преземени мерки чекори. Добро, тоа ќе го видиме. Но мене ме интересира. Еве имам еден Златев, коментар, вели Ој, од стрина ми. Вели, со дрва се греели и нашите дедовци и не било загадено. Дано вашите дедовци живееле во села. Вие живеете во урбани заедници во кои што живеат илјадници. И се сомневам дека дедовците мереле. Да, и дедовците Имале мерни мереле. Па Да. мерните PM10, станици ги имаме од пред некоја година. Така е, Да, тоа зборувам. PM10 честици. Тогаш викале магла. И секогаш кога се повикувате на дедовците, не заборавајте дека просечниот животен век во Македонија во 1903 година бил 48 години. Сега 72. Така што 73 јас мислам. 72-3, добро се. Така што ние на нашите дедовци може да им држиме денес лекции за здрав живот. Или пак Да. ова што Драган вели, вика магла. Јас се сеќавам на периодот Така. кога како студент бев во Скопје, не велевме дека е загадување, Така, велевме магла има, да. И толку никој Магла не има во Скопје. Потоа откривме дека постојат PM честички, да не се лажеме. Но мене ме интересира друго. Велите дека тоа со дрвата сега за сега е така затоа што економската ситуација кај голем дел граѓаните е слаба и тоа е фактичка состојба. Меѓутоа што правиме со фамозното грејење на иверици што спомнува Златев, на не знам, на паркети, масло, на паркет, да, на железо, на гуми, на индустријски бидејќи на луѓе им отпад. текнува се и се што се да се греат. Драган тука свеста треба да работи кај Еве, секој закашно граѓанин, подработи. така. Дано, знаете како? Еве не работи. Презумцијата дека граѓаните се свесни, предпоставката дека граѓаните се свесни, однесе во бездна многу држави. Еве не слуша. Треба да Значи- има контролен механизам. Имате ли контролен механизам? Еве јас ќе ставам тука ќумбе и ќе се греам на Сега, прегорена нафта. Не. Контролен механизам во секој домаќинство не може да има. Мислам, нема начин како тоа да го направиме Да. физички. Физички Физички нема не начин може. како Добро. тоа да го направиме. Еве, Ние го правиме сега, она па што мора да го направиме. Започнав преќе да зборувам, меѓутоа некој од вас ме прекина. Од Европска Унија државава има проект од 10 милиони евра со кој што се обезбедени 6 автобуси кои што пред една-две Да, недели што дојдоа. беа предадени на град Скопје. Меѓутоа морам да потенцирам заради тоа што сега главно ние зборуваме за загадувањето во Скопје, меѓутоа загадувањето не е во Скопје, само туку во цела држава. Апсолутно. И овој проект предвидува и ова е еден од добрите и први чекори кои што ги правиме с периодов и во наредниот период, предвидува менување на 70 инсталации за грејење во 70 јавни установи во 4 града, освен Скопје, други во Република Македонија. Да. И полека ние се обврзавме како влада и како ВМРО ДПМН во нашата програма дека ќе ги минуваме системите на грејење на јавните институции во држава. И со тоа со тек на време ќе се намали загадувањето и ќе има резултат. Само бидејќи вие сте од натрешноста. Прилеп. Исто така е загаден град?
Во Зима и Прилеп е загаден град, да. А во Прилеп нема тешка индустрија, како што знам. Во Прилеп нема индустрија, за жал. Тоа што беше во минатото Прилеп не е повеќе. Беше еден од најразвиените индустријски градови, меѓутоа е далеку од тоа што беше во минатото. Има загадување и еден показател е дека не е од индустријата. Главно резултат на Во однос на механизмите за контрола, рековте, не може да го исконтролираме секое семејство и тоа е во ред, но еве сега хипотетички. Јас тука на тераса сум ставил ќумбе кое на некаква нафта прегорена се запнал да става грее. ќумбе, добро. Значи Драган е свесен граѓанин. И ме Го пријава. гледа ќумбето, каде Драган треба да ме пријави мене. Да рече, овој не загадува сите, цело мало не може да диша од него. Слободно во општината во која што живеете. Значи на локално ниво Да. е тоа. Значи треба да идеш до општина да пријавиш. Не може дека да се некој јави те секаде има телефонски броеви, мислам дека може и на веб страна да се пријави. Не може ова некако да го централизирате, па да има одредена екополиција во државата која... Не размислуваме, сепак пак ќе речам временскиот период во кој што работиме е навистина мал, инаку да, планираме да централизираме инспекторите да бидат сите заедно локални централни инспектори во смисла на тие што се вработени во локална самоуправа Так. и во инспекторатите кои што се на централно ниво. Исто така се планира и екополиција, односно како редари пред некоја година, комунални редари, ако се сеќавате, Апсолутно, што имаше согласувам за пред тоа, да. неколку години, меѓутоа за жал и тоа го снема умре. Може да се направи Знаете, екоспец. некои реформи кои што ги направиме во минатото во претходниве години изгасна и за жал сега работи ги почнуваме повторно од почеток. Да. Некој циничен ќе рече дека немаше прести во Скопје последниве години околу загадувањето. Не, имаш. Меѓутоа фактот дека имаше, ова е се асоцира на политички се разбира, дека на кои се поврзани со седоштво и така не ми натаму, ги но и чекајте имаше. од два. Не, јас сега тука у одбрана застапувам, луѓето покажаат дека се Не, само конзистентни расчистуваме во- некакви Проблемот, магли, да. ја би им нашол забелешка што бараат инстант решение сега, што е невозможно, нели? Но дека треба да се размисли за барем за 20-30% некако да стигнеме до тоа наредната зима да бидеме помалку загадени, тоа да. Ама Апсолутно. инстант не може да се реши овој проблем, Апсолутно. се согласувам Да. тука. И повторно ти речам, ако ги читавте нивните барања, да, има барања до Министерство, меѓутоа поголем број од барањата се до град Скопје и заради тоа е исклучително важна соработката на централната и локалната власт. Значи, по не знам кој пат ве праќаме порака дека суетите мора да се надминат заради тоа што е во интерес на граѓаните. Така, но се мислам дека тоа нема да се случи до октомври, ноември. најверојатно, Едноставно да, во меѓутоа- Скопје тоа е вистината. Чисто да кажам, почитувани слушатели, да го пријавите вие Златев, тој е грешник, да не речам криминалец во најава. Значи, ако сакате да пријавувате, пријавете го Златев, човекот има намера да стави ќумбе овдека, да малтретира цела улица, Значи, вакво нешто никаде нема. Може би така ќе се развие свеста. Ова се вика граѓански активизам. Тоа е граѓански активизам и антиактивизам. Па не, мојот активизам е за да предизвикам Реакција, Јас сакам да видам еколошки свесни граѓани кои ќе ми излезат да ми протестираат пред тарасата со ќумбето во маски, затоа што очигледно ние ја немаме таа свест и очигледно не почнуваме од самите себе си, немам намера така. Самиот факт што како влада прифативме да ја спроведуваме реформската агенда, што главен ни е влезот во Европска Унија да кажува на тоа дека сме и ќе бидеме посветени во наредниот период. Во моментот сме насочени на усогласување на законодавството и системите со правото и политиките на Европската Унија во животната средина. Во моментот Европската Унија е најголемиот финансиер на проекти од животна средина. Тука морам да ги споменам и Швајцарија, Шведска, Холандија и Германија. Меѓутоа, поглавието 27 кој што треба да го отвориме е едно од, ајде би рекла, најтешките, меѓутоа и најскапите поглавја. И тоа е главно се однесува на животната средина и енергетиката. Но нема ние милост околу нив, апсолутно. Нема. Покрај животнава средина тука спаѓа и енергетиката и во таа област како влада што во краток период сме на власт, меѓутоа можам да ви кажам дека претендираме да бидеме
земја водич на патот во реформи во енергетскиот сектор, со тоа што планираме да бидеме лидер во обновливи извори на енергија, како на сончева енергија, така и на ветерници. А ние сме лидер на Претендираме. Ние не претендираме, ние сме лидер на фреквенцијата 98,1 FM и одиме со кратка пауза за реклами. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Драган, имаме и реакции дека сме биле лидери во регионот. Само кратко една вест од ово утро. Силјановска Давкова имаше вчера работен ручек со амбасадорите на земјите на членки на Европската Унија. Драган, твојот биш партнер ручал? Лезло, искрено, лезло. Ме стати сега со прошањем. Како го вработивме државно, не знам што се случува сега. Лезло. Дали ручал, дали не ручал. Дали си къснал и тој таму заедно со другиве го гледаме работниот ручек. Го има на фотографија? Мада нешто тањерите празни на сликава што. Мислиш, можеби она здрави оброци, како се вика? Здрави оброци. Уште еднаш да подсетиме, Артан Груби вчера се повлече од јавниот со земјотрес живот, односно саркастично би кажале отиде во заборавот. Да. Се враќаме на разговорот со Ана Лашковска, заменик министер за животна средина и просторно планирање, што ние нагарено го викаме Министерство за екологија. Многу прашања од слушателите денеска. Добро господо и дами, имајте милост, па не можеме ние се ова да препратиме. Перо Ангелов прашува докаде е пречистителната станица во Скопје, што се чека, земајте ги генерациите на неспособната Данела. Како што веќе е познато, Министерството со проект на ИПА во 2017 година има подготвено специфичен план за спроведување на директивите на Европската Унија за третман на урбани отпадни води и вода за пиење. Проценето е дека за исполнување само на овие две директиви за новите инвестиции и одржување на тие нови инвестиции се потребни околу 1,2 милиарди евра, од кои што само за милиарди евра. Така реков. 1,2 милиарди евра, да. И ќе кажам зошто го потенцирам ова. Тоа е петина од буџетот. Многу пари се така. И меѓутоа почнав дека има проекти. Значи, дозволете ми само да одговорам на прашањето и потоа ќе се вратам да објаснам за сумава. Крајна цел за исполнување на овие барања е 2040 година, што не значи дека како и за се друго ќе се пролонгира за некоја година, меѓутоа крајна цел до кога треба да ги направиме овие инфраструктурни градби е 2040 година. Ова не се однесува на прочистителната станица во Скопје, да не помислат граѓаните дека и тоа ќе се одолговлекува, не. Така кошта само во Скопје прочистителната станица 200 милиони евра. Можам да речам дека по долго време закочен проект сега е малку во направивме некој чекор и сме во некоја фаза на поместување на проектот. Последните информации кои што ги имам од луѓето кои што се задолжени во Министерството за овој проект веќе дека е околчено местото, обележано е нели како што има обврска законот, како што пропишува градежен објект да се загради и па требаше веќе крајов на ноември, меѓутоа очекувам дека декември дека ќе имаме и конкретни активности на терен и ќе бидеме сведоци на реализација на овој проект во град Скопје. Би сакала да потенцирам, да, навистина и претходно во моето излагање кажав дека поглавието 27 каде што е животната средина, каде што припаѓаат проектите прочистителни станици за отпадни води и за води за пиење, меѓутоа и изградбата на современи системи за управување со отпад, кои што ние ги викаме депонии и кои што очекувам јас во наредниот период, не само што не се голем предизвик, да ни бидат и голем проблем, заради тоа што граѓаните се уште не им е јасно за што всушност се работи, за кои проекти се работи, меѓутоа истражувањата кажуваат дека и најсовремените
сега или најразвиените земји не ги направиле овие системи, не ги изградиле овие системи сами, туку сите ги граделе со средства од Европска унија. Токму и ние, главно овие проекти, ги градиме со ИПА средства и средства од Европска унија, заради тоа што како држава олку скапи проекти сами не можеме да финансираме. И заради тоа апелирам на поддршка и помош и на локалните самоуправи, и на локалното население, и на граѓаните. Мораме да ги искористиме овие средства кои што ни ги дава Европската унија и тоа е се цел за подобрување на животот на граѓаните и со тоа и здравјето на граѓаните и подобар живот во иднина и на идните генерации. Сега е моментот кој што треба да го искористиме, ги имаме средствата на располагање, а Боже здравје доколку се отвори поглавието 27, се очекува средствата за екологија да се зголемат дури за 4 пати. 4 пати? Да, тоа е феноменално. Кој што би ги добивале како држава. Добро, во моментов морам да кажам дека заради тоа што ја спомнав и реформската агенда, а нормално климатските промени не заобиколуваат ни нас како држава. На КОП-30, извинете, ќе ве прекинам. Оваа година во Азербејџан, мислам дека беше, ако не се лажам, во Баку беше големиот самит. Развиените земји ветија дека годишно ќе издвојуваат 300 милиарди за земјите во развој. Ние сме земја во развој. Ние сме земја која де факто може да ги користи овие фондови. Доколку ние од тие 300 милиарди една добиеме, тоа ќе значи дека ние добиваме плюс уште 1/5 во нашиот буџет токму за овие работи. Точно така. Има ли стратегија владата како да извлече пари од овие фондови? Апсолутно, Златев, тоа е реформската агенда која што ние одговорно тврдам дека владата е посветена на ова, држиме тематски седници само на таа тема. Еден од обврските за да може да добиеме дел од средствата кои што вие ги спомнувате е да се донесе веќе и законот за климатска акција, која што можам да кажам дека веќе вчера го пуштивме во влада, потребно е веќе усогласување некое со законодавство и со некои други институции. Ќе имаме време за да фабриките, индустријата се прилагоди на тој закон период некаде од околу 2 години. Меѓутоа, кога веќе законското решение ќе биде донесено, тоа ќе мора и да се спроведува. Имам полагано на факултет зелена економија во Англија, во Кембридж, кај што студирав до дипломски. И морам да ви кажам дека искрено ми е жал што сега треба за климатски промени да им зборуваме на луѓе кои не веруваат дека дрвата загадуваат. Да сме живи. Значи, свеста за климатските промени во Македонија и општо во светот е тоа проблем. Ние имаме светски лидери кои не веруваат дека постојат климатски промени, а климатските промени се де факто реалност. Видете во овој период од годината сега колку степени е, колку било во 70-ти, 80-ти, 90-ти и ќе видите дека загревањето на планетата Земја е еден од клучните проблеми. Македонија е многу мала, нели, за да даде глобален инпут во сето тоа, но сето тоа и нас не допира. Не допира, можеме да фатиме чекор со времето, апсолутно. Ги споменавте депониите и пред почетокот на емисијава малку позборувавме на таа тема, се обидувате како министерство и владата, претпоставувам, да направите, како се вика тоа, според сите стандарди, депонии, вие поинаков термин користите, не депонии, го рековте, меѓутоа ние така ги знаеме. А кој е терминот? Стандардизирани нешто беа. И јас нешто ги но Лашовска. Стандардизирани постойки за управување со отпад. Ете, така, стварно е. Значи, нагалено депонии. Зошто ги викаме постойки за управување со отпад? Заради тоа што нема да бидат само депонии, туку од нив ќе се произведува и струја, ќе има преработка на газ. Има во Македонија една теорија на заговор која постојано ја слушаме, а тоа е дека отпад штетен од Европската унија, од Италија, од Германија, од Полска се гори во Македонија. Медицински отпад. И ова луѓето секој ден сегде може да го слушнете дека
Не некој трујат од со инекции Европа од Италија, да. не труе овде со медицински отпад кој се гори овде, со индустријски отпад кој се гори овде. Има ли нешто точно во оваа теорија? Значи, ова што го кажувате, јас го слушав и веќе кога дојдов во Министерството, имав можност да проверам и одговорно можам да кажам дека не се увезува во Македонија отпад од друга држава. Значи ние гориме само отпад од Македонија. Добро, тоа што мора, ама зошто се инсистира на тоа дека нас ни продаваат, ете ги овие глупиве ни продаваат демек отпад? Па зошто се инсистира и кој тоа го продава, навистина не ми е јасно и немам објаснување. Инаку таков отпад може да гори единствено од ризла, заради тоа што всушност депонија стандардизирана депонија во држава единствено е таа. Се друго се нестандардизирани депонии или се ѓубришта. И нашата цел и како влада и како држава е да направиме депонии како што треба да изгледаат, како што се во европските земји и секаде од ѓубрето имаат корист, односно заработуваат и тоа ќе биде, верувајте, и кај нас ќе се случи. Веќе ваков исто така имаме ИПА проект, повторно ќе речам заради тоа што е скап проект и се да е жива и здрава ЕУ, значи добро. Да, источна и северо-источна Македонија ќе имаат еден ваков проект по најсовремени стандарди. Веќе тендерот е распишан, не е во тек, го распишува Европската комисија. Јас се надевам дека ќе биде успешен. Тоа нормално претходно предвидува затворање на нестандардните депонии, за да после тие го носат ѓубрето во ова депонија која што планираме да ја изградиме. Сакам потенцирам дека во неколку града, не само во североисточниот дел од Македонија, туку и на други места каде што се планира изградбата на вакви системи за управување со отпад, ќе има и претоварни станици. Што значи тоа претоварна станица? Претоварни станици ќе бидат со најсовремени технологии, каде што ќе се врши рециклирање на отпадот, така што на депонијата ќе се исфрла само 20% од отпадот собран од една општина. Значи, во овие претоварни станици ќе се врши рециклирањето, пластика, стакло и така натаму, се што може да се искористи. Драган, знаеш кој култен филмски лик се занимаваше со менеджмент со отпад? Не. Тони Сопрано. Да, тоа беше примерниот бизнис на семејството Сопрано. Ласовска, при крај сме, па токму затоа да ве прашам уште една кратка серија на прашања. Може ли како представник на владата да им ветите на граѓаните дека до година Скопје ќе биде помалку загадено? Дека ќе има ефект ова што вие сега го работите, го предлагате и дека до година ние ќе може барем за 10%, за 20%, за 15% да имаме помала концентрација на PM10 честички и нашите деца да живеат барем во малку поздрава средина. Затоа единствено што можам да ветаме дека ќе работиме на оваа проблематика. Ќе вложуваме и средства, меѓутоа и конкретни чекори, мерки и проекти. Дали ќе биде помалу загадувањето, не можам да кажам и не можам да ветам, заради тоа што не знаеме што би се случило во Скопје до година. Значи, ќе вложиме максимални напори за да намалувањето биде намалено. Значи, загадувањето да биде намалено. И искрено се надевам дека и од оние автобуси кои што како влада ги ветивме за превоз на граѓаните во Скопје веќе до година дели ќе стигнат, така да се она што се вложува ќе си даде свој придонес, односно некаква ќе биде коцка во мозаикот и на крајот се надевам на позитивен исход се за доброто на граѓаните, односно за доброто на сите нас, бидејќи чистиот воздух е основно човеково право. Златев, си поминал ли покрај Батинци некогаш? Да, сум поминал, не знам што менја тоа, дали сум поминал. Веројатно и таму да има некое загадување. Драган, ти нешто за крај прашање до гостинка? Јас мислам дека она што мене ме интересираше го даде како одговор заместник министерката. Нормално има уште многу други работи. Што е со реките? Ова е широка тема, да, и ми е криво што не отворивме ништо за води. Ајде, на крај кратко за води. Стратегијата за реките, Вардар е едно од најзагадените реки во светот. Значи, посебни проекти имаме кои што ги работи Министерството и за Црни Дрим, и за Вардар.
проточни реки, езерата, водите за пиење, значи сега ги во посебен закон ги интегрираме EU регулативите на кои што мора да се прилагодуваме. И повторно ќе речам, и тоа бара пари, меѓутоа тоа носи па кон здрав живот. Апсолутно. Тоа е па посебна тема. Значи, животна средина била една огромна и широка област. Вие нова сте во оваа работа? Не допира и не за сега сите. Па јас по професија сум инженер по хемија. Па Не добро, дека не има сум некаква, следела, значи дел од процесите сум следела. Бидејќи идам од Прилеп, можам да кажам дека работев на проектот прочистителна станица во Прилеп, така да во таа област бев малку навлезена и запознаена со процесите и проектите. Долго време бев во парламент и од самиот почеток бев член на комисија за транспорт, врски и екологија, така да сите закони од областа на екологијата сум ги следела од првиот момент, па се додека заминав и до овој момент. И да речам, не ми беше тешко и страшно да навлезам во оваа област. Да. Уште едно прашање со министерот Изет Меджити, кој што е еден од 3 или 4 ударни тупаници на Вреди. Имате одлична соработка, просечна, како? Па имаме добра соработка. Да, со меѓусебна почит, добра соработка, комуникација и со кабинетот негов. За сите проблеми и проекти кои што се во државата имаме комуникација, имаме слух за граѓаните. Средби дури и со граѓаните од одредени делови на државата кои што имаат проблеми за одредена област. Така што во ред. Добро, Златев? Па мислам дека тоа е тоа за сега. Ви благодариме. За сега. Ви благодарам, за сега ви благодарам, оваа тема ќе биде актуелна и во годините пред нас. Се надеваме дека повторно ќе ви имаме овде. Благодариме за гостувањето. Благодариме за гостувањето и очекувам убав ден и вас и на сите слушатели. Очекуваме резултати веќе од наредната година. Како будна јавност, почитувани слушатели, останете со 98,1. Уживајте, има прекрасна музика денес. Ке има на како избор. Денес сме малку повеќе на 80-тите. Се гледаме утре повторно во во секоја недела атрактивното и лудото издание на Утринско еспресо, каде што ководител е Агим Јонус.